Со откупот на грозјето ќе се случи нов јавен грабеж на лозарите, предупредуваат од Националната земјоделска мрежа, откривајќи дека ценовната заседа се крие во законот за вино. Државата се зема за обврска во овој случај, значи да ја гарантира цената, производната цена плюс 25%, значи добивка на таа цена. Проблемот настанува тука колку ќе биде веродостојна таа цена, значи производна цена, колку ќе биде значи издржана, колку ќе бидат во предвид земени сите тие влезни инпути, трошоци и колку ќе биде реално изготвена. Се остава некој простор тука и за манипулации, сега ќе видиме како ќе се дефинира тоа. Иначе според законот производната цена мора да биде значи утврдена законно до 15 јули, што мислам овој момент е пробија рокот. До 1 август, значи откупните фирми имат обврска да ги истакнат откупните значи цени по шекерни единици за секој вид на грозје. Паралелно истиот закон дозволува и друго, откупното грозје да се изврши на 3 рати. Првата рата закочува со месец декември, значи да биде исплатена во висина од 20%, втората рата да биде исплатена во висина од дополнителни 40% законно во февруар месец и третата рата да биде исплатена законно со месец април. Значи тоа да биде уште дополнителните 40, односно 100% да биде законно со април месец за наредната година. Колку и кога се ратите на исплатата? Најпрво ние мораме значи да седнеме да разговараме, да се договориме со лозарите, да видиме сега што може од оваа ситуација да се превенира. Да изградиме заеднички став и да бареме од надлежното ресорно министерство да седнеме да разговараме каде може значи државата да помогне да се вклучи тука во целиот процес. Односно ќе бареме заштита затоа што како сега што стојат работите има индици значи да се изврши масовен грабеж и злоупотреба од страна на винарските визби, односно од страна на трговските фирми. Рентабилната откупна цена на грозјето за оваа година според лозарите за Вранецот би била 30 денари за килограм и 25 денари за Смедеревка.